Добра вечер, почитувани гледачи. Добродојавте во емисијата За или против. Оваа вечер сме во едно поинакво студио, потоа што сме гости во соборниот храм Свети Климент Охридски, каде што на наше огромно задоволство и ќе ми биде огромна чест да разговарам за прашања поврзани со еден од најголемите празници во христијанството, а тоа е Божик. Во таа насока сакам и да ви го честитам Божик и да ви честитам новата година и да ви посакам да сте среќни, живи и здрави. А вечерва ќе одговориме и ќе зборуваме на прашања поврзани токму со Божик и со сите оние празници кои што се празнуваат во текот на месец јануари, па велам добра вечер на Отец Горан. Добро вечер за гледачите на Алфа телевизија и на вашата емисија. Ви благодарам уште еднаш што ни го отворивте, ги отворивте вратите на соборниот храм за да може да гостуваме денеска кај вас, бидејќи како што кажав, во месец јануари има голем број на празници, би сакала да ги позборуваме сите нив, но на почетокот секако би започнала со Божик и би ви поставила едно наведомо едноставно прашање, меѓутоа е многу суштинско и многу важно за христијанството, а тоа е зошто е Божик толку важен за христијаните? Па самиот збор Божик значи дека Бог се раѓа и се поздравуваме ние христијаните со радосниот поздрав Христос се роди, навистина се роди, бидејќи Бог станува човек, станува еден од нас, живее со нас луѓето и тоа секако ни покажува пат на едно големо смирение, бидејќи како второ лице на Света Тројца, Синот Божи се воплотува од Пресвета Богородица и станува на син човечки. На тој начин на себе ја зема човечката природа и сето она што значи за нас како еден човечки живот. Секако на тој начин се осветува човечката природа, за да и светите оци велат дека Бог стана човек, за да човекот стане Бог по благодат, секако со помош на даровите кои што му се дадени во црквата. Околу Божик самиот празник или се празнува во кругот на семејството, да се оди во црква, меѓутоа има одредени народни традиции кои што се практикуваат, особено пред Божик. На почеток најубавата вест ја навестуваат коледарчињата кои што рано наутро на Бадник одат во куќите и пеат коледарски песни, го навестуваат рожденството Христово. Добиваат колачиња, парички, домакините се среќни што доаѓаат коледарчињата, но мислам дека на почетокот би сакала да ја допрем она суштината. На младите, на дечињата ми е интересно сето тоа како момент на една традиција и на пеење на песнички, добивање на подароци од домакините каде што одат, но колку е важно ние како возрастни да им ја пренесеме, да го пренесеме учењето на Христовото учење, зошто е важно, зошто да тие, дека не е само моментот дека ќе појдат на вратата, ќе тропнат, ќе испеат коледарски песни, туку која е суштината на тоа зошто тие го прават? Па сето тоа е поврзано, меѓутоа тоа прашање деновиве се постави повеќе пати како да се одржат традициите, обичаите. Традицијата се одржува само преку практикување. И самата наша вера може да се одржи само преку практикување. Преку наше реално учество во празнувањата. Например, секое празнување во црквата се одбележува со света литургија. Како не само една круна на празникот, туку и еден повторен почеток. И така еден кружен циклус во кој што го осмислуваме нашиот живот, доаѓајќи во црква, да се причестиме со телото и крвта Христови, бидејќи на тој начин ние стануваме црква. Сите собрани заедно, верниот народ, свештенството, сите се собираме секако околу нашиот епископ кој што ја возглавува црквата и на тој начин ние сведочиме дека сме црква. Сите народи имаат своји обичаи, своји традиции, така да
коледарите се оние кои што го најавуваат Христовото раѓање. Даровите секако се поврзани со сето она што ни говори Светото Писмо, и мудреците кои што доаѓаат до местото на раѓањето Христово и му се поклонуваат секако во своите ковчежиња, ги носат тие дарови. Децата ги символизираат ангелите кои што го опеваат Христовото раѓање и онаа песна слава на Бога во висините, на земјата мир меѓу луѓето добра волја. Се е тоа поврзано и сето тоа живее во црквата веќе 2000 години. И се надевам дека само преку практикувањето таа традиција не само народна, туку и црковна, литургиска, дека ќе продолжи да живее. Според вас многу е важно да се одржуваат ваквите традиции за да се сочува и верата преку нив. Па само преку практикувањето на тие традиции, инаку сето она што не се практикува со текот на времето ќе избледе и ќе исчезне. Меѓутоа секако ние сме уверени дека како христијани дадени ни се благодатните дарови во црквата преку крштевањето и секако учествуваме во тие празнични богослуженија, во литургијата на црквата и дека токму благодатта на Светиот Дух е таа која што не подкрепува и дека се додека Бог не закрилува, дека сето тоа нема да исчезне, туку ќе премине она заради кое што и сме станали членови на црквата, тоа е вечниот живот. За бадник многу семејства се прави лепче во кое што се става паричка. Ова е карактеристично за некои семејства, за некои делови од Македонија, меѓутоа во други делови од Македонија оставаат паричето во пита за Василица. Кога е по-правилно, односно кога е да речеме поправилно да се става париче во пита или во лепче за бадник или за Василица? Најверојатно си имаме така да речем проблем со комплексот, нели, што е поправилно, а што не е правилно. Значи правилно е едното и другото во зависност како се задржала традицијата, затоа што православието не значи еднообразност. Меѓутоа православието значи единство. Ние сето тоа го правиме заради Христос, заради единството со Бога, вклучително и овие попратни обичаи што се задржале кај нашиот народ, не само за овие десетици години, туку и со векови наназад. Затоа во едни краишта за бадник се подготвува лепчето со паричка, во други краеви на Македонија се подготвува за Василица, во Василопитата. Сега подкрепа за Василопитата наоѓаме во житието на Свети Васили Велики. Тоа да не биде предизвик да го исчитаме житието на Свети Васили Велики и зашто се прави Василопитата. Може ли да кратко за Василица ни објасните која е символиката поставањето на паричка во лепче? Васили давал на сиромашните, така? Значи дошла некоја одлука од локалниот епарх тогаш, нели, во времето на Свети Васили Велики, дека треба да христијаните, за да можат, нели, да продолжат со своите богослуженија, да дадат голем данок. Христијаните секако да го одобруваат тој епарх, значи носат се што е вредно од своите домови. И сега на службата, кога требало да дојде епархот да го прибере данокот, тогаш не се случило тоа. И за да може Свети Васили Велики да го врати на христијаните, сето на народот, сето тоа што било дарувано, тогаш направил една голема пита или помали пити и на крај сето тоа злато или даренија што биле давани, нели било ставано во таа пита и на крај чудото се состои во тоа што секој го добило нешто го дал. Значи не било штета. Не било штета. За бадник, бадниковото гранче е еден од символите, нели, на бадниковата трпеза, но што се прави со бадниковото гранче од кога ќе заврши таа, нели, вечерата? Многу семејства го ставаат навлезо на вратата, но што е најсоодветно да се направи со бадниковото гранче? Кој е символиката во суштина? Дабовото дрво е нешто што е останато, да речем, од традицијата на словените. Секој народ кој што влегувал во црквата
да бил покрстуван, секако ги задржал и своите традиции кои што текот на времето добивале христијанска смисла и димензија, така и дабовото гранче. Секако како символ го среќаваме не само кај словените, туку и во германските народи. Означува цврстина. Секако подоцна како што словените се покрстуваат во црквата, секако се поврзува со дрвото на рајот. Па неговото горење, да речам, се поврзува со едно наше очистување пред големиот христијански празник Божик. Некои толкувања се дека тоа се поврзува, да речам, со очекувањето на пастирите на рождеството Христово, па меѓутоа сето тоа се, ајде да речам, обичаи во народот кој што им е дадено некое толкување, меѓутоа со самиот чин на Божик, да речам, со она што се прославува, е како една пропратна традиција или обичај. Кажавме дека во текот на јануари има неколку значајни празници кои што се одбележуваат кај православните христијани. Па така на 13 јануари на полнок настапува православната Нова година или кај народот позната како Стара Нова Нова година. Што треба да знаеме за овој ден? Стара Нова година, како и секоја нова година, значи се завршува циклусот на една година, започнува новата година. Секако во црквата тоа е, како и се, е пропратено со молитва и секако со прозби за добар почеток на новата година. Секако во тој ден се празнува, нели, и Свети Васили Велики, голем светител на христијанската црква, секако и обрезанието Христово, односно во Стариот Завет секое првородено машко дете било ветувано на Бога и било обрезувано според обичајот на Стариот Завет. Значи, веќе се празнуваат 3 празника во еден ден. Меѓутоа, она што е карактеристично па за Македонската православна црква, сите овие празнувања започнуваат со Свети Наум Охридски, значи еден наш голем светител кој што е основоположник на македонското монаштво, и на тој начин преку Свети Наум Охридски се празнува Бадник, Божик, секако и веќе Стара Нова година. Потоа следува 19 јануари, Богојавление Водици, исто така голем христијански празник, денот кога според христијанското предание Свети Јован Крстител го крстил Исус Христос во реката Јордан. Што представува крштевањето и зошто и дури Исус Христос, кој што бил, нели, Син Божи, се крштева? Во почетокот на црквата, да речем во раните години, сите овие празници се прославувале заедно. Значи имало божикни, да речам, празнување заедно со овие што се празнување за водици и крштевањето Христово. Бидејќи Бог не само што се раѓа во тело, не само што станува човек, туку тој преку крштевањето ја очистува сета човечка природа од првородниот грев. Преку крштевањето човекот станува христијанин, станува член на црквата и понатаму продолжува да се користи со благодатните дарови на црквата преку светите тајни. Меѓутоа, крштевањето секако ни е клуч за да можеме да ги добиеме и благодатните дарови преку светото миропомазание, да можеме да учествуваме во црквата преку причестувањето со телото и крвта Христови, понатаму светата тајна брак, светата тајна елеосветување, чинот на погребение, секако се е тајна во една црква, меѓутоа за да се користиме со тие тајни во црквата, да добијат тие вистинска смисла преку Христа, мора човекот да биде, едносно христијанинот да биде крстен. На самиот ден Водици не е само крштевањето Христово, туку и секако Богојавлението. Значи Бог ни се јавува онака како што ние христијаните веруваме, една природа во 3 лица, Отецот, Синот и Светиот Дух.
На 19 јануари во целата држава се положува светиот крст нели во водите, дали се тоа реки, дали се базени во некоја црква, меѓутоа тоа се практикува, а кога доаѓавме тука, видов дека веќе е отворено пријавувањето за оваа година. Како може да се пријават, еве да речеме гледачите, кој се може да се пријави? Па секој може да се пријави, секако он треба да ги спроведе тие потребни медицински прегледи и откако ќе му биде дадено одобрение за неговата физичка подготвеност, секако не се сомневаме за неговата подготвеност од верска побуда, бидејќи секој доаѓа нели се пријавува за овој чин заради неговата вера. Секако треба да биде и физички подготвен, тоа може да се направи во просториите на Скопската митрополија. Значи доаѓаат, се пријавуваат? Да, се пријавуваат, да. Има ли одредена возраст кои биле најмладите, можеби кои што? Па немам досега такви информации, меѓутоа мислам дека се полнолетни. Да се полнолетни, затоа сепак треба да имаме предвид и за нели луѓето кои што сепак децата се да речам кревки, меѓутоа веќе еден возрастен полнолетен член секако и свесно пристапува кон овој чин. Што е символиката на положување на светиот крст во водите? Па не е символика, туку веќе е реалност, затоа што се осветуваат водите, значи во таа тајна на очистување на човекот од гревот не е само човечката природа, туку и сета природа. Без вода нема живот. Тоа е секогаш важниот елемент и токму преку водата ние се очистуваме и измиваме. Меѓутоа сега тие води се осветуваат преку дејството на Светиот Дух, сведочиме за присуството, не само што Синот Божи се крштева, туку веќе и присутен и Светиот Дух, нели во вид на гулаб и секако сведочењето на Отецот дека токму Синот Божи, токму Исус Христос е спасителот на светот и на човекот. Кога станува збор за крштевањето, тоа е формално и моментот кога човекот станува дел нели станува христијанин преку моментот на крштевање. Но отец, што се случува кога човекот чувствува силна врска со Бога, но не е крстен, дали тој однос можеби е нацелосен? Или например некој можеби од друга вера чувствува поврзано со Исус Христос, меѓутоа не е крштеван. Како, дали тој однос е нецелосен и што е вашето гледиште кон ова или гледиштето на црквата во суштина? Па, значи не е само формално да се приме крштевањето, туку крштевањето треба и да се живее. Ние сите се крштеваме во верата во воскреснатиот Христос. Меѓутоа секако верата наша треба да биде испознателна, односно да имаме спознание во што ние веруваме. Тоа верување го запечатуваме токму преку живењето. Сега дали некој човек како што сведочат и самите евангелија, како што сведочат и посланијата на светите апостоли. Значи, не е човек да има да препознае некоја врска, туку потребно е да знае во што верува, да знае во што се крштева. Се крштеваме ние во името на Отецот, Синот и Светиот Дух. Меѓутоа ние стануваме христијани затоа што ние сме ја усвоиле верата во воскреснатиот Христос. Токму онаа вера дека Христос со своето воскресение нели го победил гревот, смртта и ѓаволот. И ние сакаме да земеме учество во таа вера, во таа воскресенска вера. Меѓутоа, земаме учество како? Мораме прво да го очистиме, да ја измиеме нашата човечка природа од самиот грев, за да станеме членови на црквата и понатаму само преку практикувањето, како што спомнавме, да ја одржиме таа христијанска вера. Бидејќи без практикување може наиме да бидеме христијани. Секако со тоа него осудуваме човекот. Има своји, например,
да речем, оправдување или неоправдување зашто не се посветил толку на Христовата вера, меѓутоа сепак ако е крстен, пак треба да се интересира. Затоа што и со крштевањето ние ги примаме даровите на Светиот Дух и секако ги осознаваме своите таленти и да не ги даваме тие таленти безкорисно да се потрошат во животот, туку едноставно да ги надградиме, оти овој живот поминува. Меѓутоа, ние се надеваме на вечниот живот. Меѓутоа, во овој живот ние го градиме спасението и оставаме една трага на оно што значи добри дела, стекнување на мирот Божи, барањето на смислата на нашиот живот, а секако тоа е невозможно ако Бог не се родеше, ако не стана човек, ако Бог не се крштеваше, ако Света Троица не ни се јавеше. Затоа сите овие празници добиваат смисла токму само во Исус Христос. Ке позборуваме и за практикувањето на верата, и за младите, и за нивната верба, и колку често се доаѓаат во црква. Меѓутоа ќе направиме тука една кратка пауза за реклами и се враќаме назад во студиото со останатите прашања. Почитувани, се враќаме назад, продолжуваме со разговорот со отец Горан. Во првиот дел зборувавме за Божик, за празнувањата, за традициите. Ќе продолжиме, секако ќе ги позборуваме и останатите празници, но сега би сакала да ве прашам едно друго прашање, а тоа е од моја гледна точка. Се чини како голем број на млади денеска да се враќаат кон верата. Односно, повторно да го наоѓаат патот кон верата, кон црквата, кон Бога. Што, не велам дека биле можеби отуѓени или дека црквата се отуѓила или дека луѓето, младите се отуѓиле претходно, меѓутоа некако ми се чини дека во периодов се повеќе гледам млади кои што се верници, практикуваат вера и кој е вашето гледиште? Дали е мојата гледиште на работите е погрешна или пак сум во право? И ако е така, што ги враќа младите повторно во црквата? Па тоа е добро што младите доаѓаат во црквата. Меѓутоа и човекот е такво битие кое што е трагател. Сега ако спомнеме и во годинашно божично послание на нашиот архиепископ се спомна извадок од еден рано христијански учител на црквата дека секоја душа е христијанска. И ако спомнеме она што го кажал и блажен Августин дека нема да се успокојат срцата наши Господи додека не те најдат тебе. Значи во човекот постои таа длабока поврзаност со Бога, затоа што сепак човекот е создаден според образот и подобието Божјо. Секој човек без разлика дали по неговите карактерни црти или личниот изглед ние се разликуваме еден од друг, меѓутоа ние сите сме создадени според образот Божи и сите го носиме образот Божи. Однесувањето кон секој човек треба да не биде всушност однос кон самиот Бог. Некого ако навредиме, некого ако излажеме, некому ако му направиме лошо, ние му го правиме тоа на самиот Бог, оти Христос се поистоветува со секој човек. А што се однесува до младите, ако видиме сите оние што оставиле белег во историјата, па и самиот Господ Исус Христос своето спасително дело го завршил во полна возраст, меѓутоа сепак тоа е прилично млад, да. Така да и логично е и разбирливо е младите да го бараат Бога и добро е што го бараат на вистинското место. Значи нивните срца се отворени и добро е што и во Светото писмо и во Псалтирот, значи Господ го бара нашето срце додека сме млади. Не дека никогаш нема време за покаяние, секогаш има време, Бог не оставил место. Меѓутоа, добро е кога во полн елан и со сила можеме да го
познаеме Бога и секако тие дарови на познанието Божјо ќе ги распределиме околу своите ближни, околу својата околина, да му сведочиме на самиот свет за присуството на Бога и за радоста во која живееме. И по тоа треба еден христијанин да биде препознаен по радоста, дека својот живот што го живее, значи го живее во перспектива на вечниот живот. Значи вечноста ја бара, не ја бара она што ќе помине привременото. Отец Горан, колку времето во кое што живееме, брзо какво што е, со сите, ако можам да кажам, социјални мрежи, достапни информации, сето оно што се споделува, понекогаш го прави вознемирен и преоптоварен, престимулиран младиот човек, па и возрастниот човек, и колку тоа пак влија од друга страна да си го најде местото и да си го побара мирот, спасението, ако може така да се каже, од целиот хаос што се случува, можеби и на социјалните мрежи и надвор, да си го најде мирот и да си го најде местото во црквата. Колку времето во кое што живееме денеска пак е такво да ни полесно им го отвара патот на верниците да бидат поблиску до Бога, ако може така да кажам. Господ, создавајќи го светот, човекот го создава на крајот, како една круна во тој рај што го има создадено. Односно, се му е подредено на човекот. Меѓутоа, човекот се доведува во една ситуација каде што он се подредува на работите што не му треба да му се подредуваат. Сите оние придобивки од типот на интернетот, социјалните мрежи можат да му послужат на човекот, меѓутоа човекот во својата слобода на изборот одбира пак кому да му робува. И наместо да има власт над сето тоа, сепак он се подвластува, односно станува роб на тие работи кои што треба да му служат на човекот, затоа што всушност и човекот, нели, со неговите дарови како, да речем, сотворец на творецот ги има измислено за да му послужат, меѓутоа во одреден момент станува збор и доведува до тоа да им служи, човекот да им служи. Кажавте, мислам дека токму е суштината на оно што го Па затоа што човекот надвор од Бога само одбира на кои работи ќе им робува. Значи ќе им служи наместо да му служи на Бога. Сега Бог од нас не бара да му служиме него како негови робови, значи со тоа сме завршиле. Значи Бог се раѓа, станува еден од нас. Тој своите апостоли ги именува како свои другари, како свои пријатели, значи станува еднаков со сите нас. Меѓутоа ние секако одбираме да му служиме на Бога како негови пријатели, како негови блиски, како негови деца. Значи тоа е многу важно. Односно на Бог и човекот е однос на Бог со дете. Тоа е самиот однос. Не е однос на роб, не е однос да му се плашиме на Бога. Значи ние него му служиме што го љубиме. Таков треба да биде вистинскиот однос. А не за да ни даде здравје, да ни даде пари, да ни даде, не знам, слава, што е исто така многу погрешна работа, затоа што трчањето за слава всушност ги прави сите проблеми во животот на човекот. Всушност и самиот ѓавол од ангел станал ѓавол токму заради гордоста, заради славата. Убаво го кажавте да бидеме да ни служат сите овие придобивки на модерното време, а не ние да им служиме нифи на социјалните мрежи и на сето оно што се пласира таму, туку буквално да ни служат за нас, за да ни го олеснат животот, ако може така да се каже. Апсолутно, тоа затоа и човекот не е само ова време. Секое време во свое време си имало свои предизвици, значи свои добри и лоши работи, така. Значи своја употреба и своја злоупотреба. Значи ние сме во оваа ситуација во која што сме оцениле дека е, да речеме, лоша заради злоупотреба, не заради употреба. Би сакала, тоа се во прилика најважните празници во текот на јануари, така ако некој што пропусти, ве молам, поправете ме.
Па Или ако не постои некој прашање за некој значаен ден, поправете ме. Па сите денови се значени во Точно, секој ден православната има. црква. Да, кога отвориме православниот календар, буквално секој ден е посветен на некој некој светец. Што е важно во црквата? Важно во црквата да не се предадеме на заборав. Значи затоа се овие празници во црквата. Значи се во животот на црквата има еден циклус, така и една седмица има еден циклус. Значи секоја недела во православната црква е воскресение, се слави Христовото воскресение. И секој христијанин се подготвува токму за неделната литургија да земе учество во таа воскресенска литургија. Меѓутоа секоја седмица пак завршува со месец, а месеците завршуваат со година и затоа ги имаме тие еден прекрасен венец на празнување во црквата, така да е вклучително и овие. Во јануари не само овие што ги наброивме, меѓутоа ете имаме ден посветен на Свети Антони Велики, ден посветен на Свети Атанаси и така. Тоа се прекрасни празници. Бидејќи го споменавте Великден, тој уште еден голем христијански празник, кога почнуваат великденските пости оваа година? Па оваа година точно е, да извините, јас не сум проверен, меѓутоа секако подготовките почнуваат некаде во февруари, мислам дека тука ќе кон почеток, крајот на февруари, почетокот на март би требало да почнат постите. Да, за крај, отец Горан, како да зачуваме верата жива и врската со Бога жива, а не само како обичај, бидејќи ги споменавме обичаите, ги споменавме традициите, практикувањето на она што ни било пренесено од нашите баби, дедовци, од нашите мајки и татковци, како да ја зачуваме вербата жива и христијанството живо, ако може да прашам. Па како што претходно споменавме, значи само преку практикување, меѓутоа практикувањето може да биде, ајде да речем, лесно, само ако бидеме свесни за присуството на Бога во нашиот живот и околу нас, во светот што не обкружува. Ако бидеме свесни, бидејќи Бог и така не сака, како свесни битија, тоа свесно и слободно да го прифатиме. Ако сме свесни за присуството Божјо, тогаш секако ќе бидеме и посвесни за да практикуваме верата во која што сме крстени. Сега вклучително станува збор за христијанската вера, бидејќи за празниците на црквата станува збор. Меѓутоа и секој човек, без разлика на која вероисповед припаѓа, ако ја практикува својата вера, јас мислам дека и не ја злоупотреби својата вера, дека секогаш би настапило мир и добро разбирање меѓу луѓето. Би имало еден диалог, би имало еден разговор. Бидејќи без разговор нема ништо. Па и самиот христијанин, доколку не се моли, бидејќи молитвата е еден разговор со Бога, мислам дека не би постигнал нешто. За крај, која ќе биде пораката која што ќе пратите до гледачите, ете без разлика дали се христијан или некој други, која е пораката која што сакате да ја пратите денеска до нашите гледачи? Па божикната порака на ангелите. Значи, ако нешто Божик не прави едно со ангелите, токму тоа е тој празник. Ангелите на самото раѓање Христово велат слава на Бога во сините, а на земјата мир меѓу луѓето добра волја. Да воздадеме слава на Бога, значи како што му прилега, како на наш Творец, како на наш Создател, на земјата да има мир, меѓутоа тој мир да биде прво во срцата наши и секако добра волја. Ако го имаме мирот Божи, секако така ќе имаме и добра волја. Отец Горан, ви благодарам многу за вечерашниот разговор. Ви благодарам на поканата, поздрав на сите гледачи и нека се честити сите празнувања. Почитувани, тоа беше вечерашното издание на За или против. Имавме една поинаква тема, но верувам дека уживавте во вечерашниот разговор. Јас ви посакувам убав остаток од вечерта и секако останете на фреквенцијата на телевизија Алфа. Со мене се гледате и утре. Поздрав!